Во ова издание на Newsflash ке гледате. Продолжуваат битките во источна Украина. Москва по долг период гранатираше цели во Киев. Се менува политиката на САД. Конгресот го блокира напорот Турција да набават оружје од САД. Многу фаворизира за Грција. Колку цркви и манастири ќе бидат опфатени со проектот за мониторинг на православното културно наследство. Останете со нас, ги имаме деталите, почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журнал од Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јованчо Наумовски. Оваа година по 2 години пауза поради пандемијата. Толпа француски и меѓународни посетители се вратија во Нормандија на 78 годишнината од денот Д, за да им оддадат почит за слободата на речиси 160.000 војници од Британија, САД, Канада и од другите места. Неколку илјади луѓе дојдоа на денешната церемонија на американските гробишта со поглед на плажата Омаха во францускиот град Колевил-сур-Мер. На денот Д, сојузничките трупи пристигнаа на плажите со кодно име Омаха, Јута, Джуно, Меч и Злато со 7.000 чамци. На тој ден животот го загубија над 4.000 сојузнички војници, од кои 2.500 беа американци. Повеќе од 5.000 биле ранети. На германска страна имало неколку илјади убиени или ранети. А ранети убиени има и во Украина. Британското Министерство за одбрана соопшти дека продолжуваат тешките борби во источниот дел на Украина. Оттаму вела дека руски крстосувачки ракети истрелани рано во неделата ја погодиле железничката инфраструктура во Киев, најверојатно во обид да ги нарушат снабдувањата со западна воена опрема за украинските единици на фронтот. Нападот на Киев беше прв по повеќе од 1 месец. Руското Министерство за одбрана соопшти дека нивните цели уништиле тенкови спратени во Киев од западните влади. Рускиот претседател Владимир Путин предупреди дека Москва ќе продолжи со ваквите напади доколку Западот продолжи со испраќање ракетни системи со долг дострел во Украина. Американскиот претседател Џо Бајден минатата недела изјави дека САД планира да испратат $700 милиони ново вооружување за Киев. Меѓутоа од САД вела дека ќе бидат потребни 3 недели за да се обучат украинските сили како да ги користат ракетните системи, како и времето за нивно распоредување. Вашингтон вели дека добил гаранција од Киев дека нема да ги користи ракетите за гаѓање локации во Русија. А кога сме кај оружјето, зголемувањето на набавките за оружје во Грција доаѓа во време кога Американскиот конгрес ги блокира напорите на Турција да набави оружје од САД, поради загриженоста во Вашингтон за купувањето руски ракетен систем од страна на Анкара. Аналитичарите велат дека тоа може да навести тренд на менување на односот на силите помеѓу двете земји во регионот. Тензиите во Егејското море продолжуваат да ескалираат, при што Турција и Грција меѓусебно се обвинуваат за нарушување на нивниот воздушен простор. Морето е во средиштето за спорните територијални права. Претходно, турскиот претседател Ердоган рече дека грчкиот премиер повеќе не постои за него, откако Мицотакис го повика Конгресот на САД да ја блокира продажбата на оружје во Турција. Анкара е вознемирена од грчката програма за зголемено вооружување, за која тврди дека е распоредена на островите блиску до Турција. Купуваат борбени авиони во вредност од $5 милиарди, а исто така речиси $10 милиарди од САД, хеликоптери, бродови, како и новиот тип F-35. Турција прашува што се случува на грчките острови, ќе одлучат ли да ја нападнат Турција? Повторното вооружување на Грција доаѓа во време кога Американскиот конгрес ги блокира напорите на Турција да набави оружје од САД поради загриженост за купувањето руски ракетен систем од страна на Анкара. Аналитичарите велат дека Турција е загрижена поради менување на односот на силите меѓу двете земји. На Турција беше ускратен модерен воен хардвер од повеќе причини, додека Грција ужива зголемен пристап до таквото оружје и се разбира ќе ја сврти воената состојба во нејзина корист. Турскиот министер за надворешни работи Мевлут Чавушоглу ги подгра тензиите, предупредувајќи дека Турција е подготвена да го оспори суверенитетот на грчките острови, ја обвини Атина за кршење на меѓународниот договор со кој се предвидува да останат демилитаризирани. Но Грција инсистира дека действува во самоодбрана. Атина изрази загриженост дека Анкара би можела да ги отвори своите граници за да дозволи бегалци да влезат во Грција, како и да го засили војниот притисок врз нејзините острови во Егејското море.
Загрижени сме што би се случило со миграцијските или бегалските прашања и кои ќе бидат следните чекори на Турција во однос на суверенитетот на островите, милитаризацијата, воените маневри. Во овај момент Грција одлучи да продолжи со голем број заштитни и други мерки. Мислам дека доаѓаат доста тешки времења. Аналитичарите велат дека и грчкиот и турскиот лидер се представуваат како силни политичари кои им се додворуваат на националистичките гласачи. Но продлабочувањето на врските на Атина со Вашингтон и Европската унија додека Анкара се соочува со изолација, ја става Турција во подредена позиција. Ова се последиците од стратешките грешки што Турција ги направи во последната деценија. Со оттугување од сите, Турција имаше преголема самодоверба во способноста да се наметне во соседството. Распоредувањето на Турција на своите енергетски истражувачки бродови до пристаништата близу до водите кои се предмет на спор со Грција и Кипар создава уште една напнатост што може да донесе уште една изолација за Турција. Неодамна започна да се реализира проектот за мониторинг на 700 цркви и манастири, за да се утврди во каква состојба истите се наоѓаат. Нашиот колега Мики Трајковски од Охрид разговараше со надлежните. Нашето културно наследство е навистина бројно и импозантно, но веќе се тоа е стасано во некоја фаза на сериозно пропаѓање. Некаде требаат хитри неодложни интервенции, некаде требаат само превентивни интервенции за да се добие на време, па у некоја следна фаза тој да се посериозно третира. Сашо Цветковски од Центарот за истражување на културно наследство при МАНУ веле дека средновековните споменици се во состојба каде што треба неодложно да се интервенира. Во меѓувреме, 700 цркви и манастири низ целата држава ќе бидат офатени со проектот за мониторинг на православното културно наследство, кој почна да се спроведува неодамна од страна на ИКОМОС Македонија, а во соработка со МПЦ. Трескавец, Курбиново, замислете 17 години Трескавец само се нешто истражува, само се подготвува за конзервација, само се изготвуваат проекти. Тоа се 2 децении каде што не е ни еден самтин исконзервиран на фреските, каде што ни една тула од архитектурата не е ставена процес на некоја си санација. Погледнете и Света Софија, црквата, значи таму не е интервенирано уште од 50-тите години. Митрополитот на Дебарско-Кичевската епархија владиката Тимотеј веле дека има цркви кои се во добра, но и цркви кои се во лоша состојба. Да тие избрале 700, меѓутоа само Дебарско-Кичевска епархија има повеќе од 1000 цркви. Колку е постара една црква, толку повеќе треба нега. Света Софија, покрај тоа што штитиме и држава и црква, таа бара, бидејќи е веќе стара црква, има потреба постојано негување, како да кажам, да се интервенира, бидејќи времето си прави свое. Земјава располага и со речиси 30.000 икони, на кои им е потребна заштита, вели Цветковски. Од кои што, да кажеме, веќе 80% се за некој си облик на заштита. Сега затоа треба една стратегија која треба да биде прифатена и вреднувана, валоризирана и од тоа да не се отстапува. Тоа мора да се остварува на годишно ниво, инаку веќе ние не може да држиме чекор со ние веќе ги губиме спомениците. Откако ќе се направи увид и проценка на актуелната состојба во која сите тие се наоѓаат, ќе се дадат препораки за потребата од преземање на одредени заштитни интервенции. Проектот е во целост поддржан и од Центарот за културно наследство на Стейт Департментот на САД, како дел од неговата иницијатива за документирање на наследството на заедниците. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јован Чономовски од студиото во Вашингтон. Повеќе информации секако ќе најдете на нашата веб страна, како и социјалните медиуми Facebook и Instagram. Имајте убав ден, пријатно.